дојдовте во 2009 година. Како и минатата година, како една мала традиција, на ден пред Свети Никола, односно за безмалку за својот именден, во емисијата овдека гостува Никола Груевски, премиерот на Република Македонија. Добро вечер, Никола. Добро вечер. Поздрав и да сите гледачи кои што не следат. Нека ти е честито името утре. Вечерва, овој ден, 19 ти честитам на исклучително позитивната и успешна меѓународна кампања дипломатска што ја води Република Македонија, односно во случајот луѓето кои се задолжени за тоа и твојот тим за еден успешен завршеток на целата година со ова на полноќ вечерашно паѓање на шенгенската бариера, на шенгенскиот зид, што за нас всушност е некаков синоним на Берлински зид, ограда некоја која еве дефинитивно паѓа. Па, благодарам за честитката. Ние последните неколку месеци направивме една силна дипломатска офанзива, едно големо присуство како во Европската унија, така и пошироко. Во однос на Европската унија, јас како премиер, министерот за надворешни работи и министерот, односно подпредседателот на владата Нумовски за европски интеграции, поминавме повеќе од 2/3 од државите на Европската унија во правец да лобираме, во правец да ја кажеме вистината, во правец да ги кажеме фактите околу нашето евроатлантско интегрирање, вклучувајќи го и проблемот со името. А покрај тоа имавме и други активности. Јас бев и во Канада, бев во Австралија, бев во Кина, што е надвор од Европската унија, што има врска со билатерална соработка со тие држави, што има врска со економија, што има врска со диаспора. Така што во тој правец имавме исклучително активен период на дипломатски средби на највисоко ниво, на премиерско ниво, на ниво на министри за надворешни работи, на ниво на подпредседатели на влади, на ниво на председатели исто така на држави. Така што беше една од најзгуснатите периоди во однос на патувањата. Многу често бев надвор. Јас обично сум повеќе концентриран дома, но овој период бев повеќе концентриран надвор од разбирливи причини. Знаеш, убаво е да се види кога еден тим, значи ти председателот на државата, Васко, Антонио, сте унисони во својот став. Нормално, нема човек кој е до точка ист, сите ние се разликуваме на оваа планета, затоа сме живи и затоа имаме своји специфики, меѓутоа, како политика, како став, како одбрана на држава, на националните, сте единствени. Значи, тоа многу македонскиот народ многу ретко тоа го има видено наназад низ историјата, без разлика дали е во овие години од постоење на независна Република Македонија или понатаму. Тоа постојано има во двојба, те овој бил, те не соработуваат председател со влада, те ова, тоа. Одеднаш сега има Македонија еден цврст, изграден, еден челичен став со кој настапува. Па во тој однос можем да кажем дека со председателот на државата имаме одлична кохабитација. Редовно се гледаме, некогаш тоа го правиме со медиуми, некогаш го правиме без медиуми, нели не секогаш треба средбите да ги озваничуваме со некакви сликања и така натаму. Меѓутоа битно е дека има честа и една здрава комуникација со темелни разговори околу проблематичните прашања во државата, околу иднината, околу она што не очекува. На тие средби често присуствува и друг министер за надворешни, министер за европски интеграции, зависи за која тема станува збор, така што би рекол дека имаме една доста добра координација. Цврстина и дава на позицијата на државата, нема. Па во основа да, преходно имавме период кога имаше разногласие, едно зборува премиерот, друго зборува председател, едно зборува министер за надворешни, едни пораки испаѓа, па тие пораки ги негира некои други. Така што имаше едно разногласие што лошо се примаше надвор. Кога покажувате такво неединство во државниот збор, тоа е лошо. Сега тоа е искоригирано и во тој однос немаме некој сериозен проблем. Вечерва на односно на плоштадот ќе има до 2 часот наутро една програма каде што оние што сакаат граѓани на Скопје или на Република Македонија што ќе дојдат, можат заедно да го вака одбележат, не би рекол да го прослават, али да го одбележат моментот на паѓањето. Еве јас и така се облеков во џемпер, така по-ладничко е вечер, ќе биде снег вело дека ќе паѓа. Така да
се очекува и твоето присуство таму, што е логично, нели, ти си сепак начело на тимот. Сега да ти кажам, дали имаш впечаток, јас тој го имам, сега ќе го поделим јас ти, дали може не е така, па ќе ми кажеш. Дали имаш впечаток, знаеш каков впечаток се стекнал? Од една страна во оваа држава постои една фигура која си ти и постои тим. Добро, сега се веќе и две фигури раководни, значи и ти и председателот на државата, така? Значи, кои едноставно застанаа во одбраната на националниот интегритет, на име, на се, на историја, дека може да си копаме кај сакаме, да си именуваме што сакаме, наше си. И од спротивната страна има еден куп од така личности кои се некогаш во животот биле на некоја позиција. Председател на парламент, министер за надворешни, председател на држава, председател на влада, на премиер, значи на бивши се. Сите тие кои некогаш некога можеле и да го решат прашањето, биле во позиција во која си сега ти. И тоа многу подолго од тебе биле. И сега тие еден куп луѓе кои упорно да се смени името, да се смени ова, да се попуштело, дури имавме некои несериозни. Секој ден на грците, на секој 3 месеца нова понуда им се давала, па тие по едно 3 такви понуди ќе им досадело, па ќе прифатило. Мислам, глупости. И може, не знам, може затоа, не знам како успела таа госпоđа да дојде до таков заклучок. И од друга страна, значи, визави таа е овој одбранбен механизам од тебе и тимот околу тебе. Едноставно народот те спасува како те сваќа како last line of defense, значи последна линија на одбраната за име, за национален идентитет, за историја, за случување во Беломорска Македонија, за се, како последен така. И јас идам низ улица, нели, сега ти не можеш нормално да работиш. Да не попушти, знаеш, кажи му, ние ова, така, народот е едноставно наслонет на тебе. Тоа носи многу обврски, ама и голем ризик. Огромен е товарот, па и психолошки на крајот на краиштата. Одговорност е огромна. Што ја се чувствувам. Значи може да има стравотно разочарување, дека не да може. Значи, јас имам една огромна одговорност затоа што од една страна морам до крајна мера да се борам, да најдам решение за секој проблем, за кој што ќе успеам да најдам, за кој што можам да најдам или за кој што барем ќе дадам максимум обиди. Од друга страна, треба да се внимава да не се наруши нешто што е исклучително важно на граѓаните и не случајно го извадивме терминот референдум, затоа што ова е прашање кое што навистина во грамови се вага, не во килограм. Значи, треба многу внимателен да си биде. Секој збор е важен, секој распоред на збор и така натаму. Значи, луѓето, гледам, веќе толку многу навлегува во оваа проблематика, што секој збор го толкуваат. Да. Така што, мене ми е жал што не сме во ситуација да имаме за ова, би рекол, во моментот и можеби едно од најкрупните стратешки прашања во Република Македонија, национални, државни, како сакате земете ги, што немаме и барем со поголемиот дел од опозицијата, што немаме едно заедничко стојалиште, како што има да речеме Грција. Грција за ова прашање има извонредно не е тоа случајот заедничка соседи истото. Како има тие за се, па може и така да се каже, но еве јас се земам како пандан Грција, бидејќи директно ние на некој начин контрапартнер во ова особена ситуација, овој проблем. Кај нас, значи јас сега одам на многу места и откако победи Самарас во Грција, во Нова демократија, многу луѓе ми викаат